every time I touch mic. Здравички, ова е веќе петото видео. Во ова видео ќе го отвараме Asus Transformer падот F300. Значи, ова е нешто како комбинација од таблет и стандардната тастатура која се користи кај лаптопите и на изглед кога ќе се спојат док станицата и таблетот изгледа како нетбук. Значи, од надворешноста може да видиме слика од Asus Transformer падот, некои си како рекламации, тука некои накратко фабрички податоци и на задната страна се фабрички податоци. Значи да го отвориме. Пред да го отворам сакам да кажам дека овој девајс, овој уред може да го најдете во сите продавници на AMC, ширум цела Македонија. Значи ова е таблетот. Како што можете да видите е малку поголем, бидејќи и екранот е голем 10,1 инчи, од позади е бел, има 8 мегапикселна камера, но на него ќе се вратиме накратко. Значи ова е тој стандардниот дел за кој зборував, тастатурата, односно док станицата. И тука ќе имаме стандардните нешта како прирачници, податоци кои никој не ги чита. И така, тука имаме уште податоци и еве некој си поклон од Asus, поточно крпа за бришење на екранот, односно таблетот. Тука ги имаме стандардниот USB адаптер и USB кабелот преку кој се полни таблетот. Значи тоа е се во кутијата. И сега да го видиме таблетот. Значи, како што кажав на почетокот, екранот е со големина од 10,1 инч. Исто така има предна 1.2 мегапикселна камера. На задниот дел, исто како што споменав, има 8 мегапикселна камера. Како што можете да видите на надворешноста, тука е Power On дугмето преку кој се уклучува и исклучува таблетот и сега ќе го уклучиме. На другата страна имаме mini HDMI порт, micro SD порт. На задната страна ги имаме конекторите преку кои се приклучува со док станицата и на другата страна имаме аудио джек преку кој се приклучуваат слушалките и микрофонот. Додека се уклучува накратко да кажеме нешто за док станицата. Значи док станицата изгледа како обичниот дел, односно тастатура на лаптопот, кој што може да видите од страна тука има USB порта, 2.0 USB порта, тука е HDMI приклучокот за кабел, на предната страна ништо и исто така тука имаме SD отвор за SD картичка. Да. Значи ништо ново. Мислам, ништо ново, навистина иновативно од страна на Asus, но ништо ново во одглед ако сте имале лаптоп. Значи ова е таблетот, како што гледате работи на оперативен систем 4.1.1, кој е најновиот Android оперативен систем, како што можете и да видите. Тука исто така е спомнато, пишува поточно дека мобил док станицата не е приклучена, бидејќи не ја приклучуваме затоа што може да дојде до штетување на оваа заштитна пластика, односно најлон. Да кажеме нешто од хардверски аспект, значи внатре има вграден Tegra 3 quad-core процесор. Исто така тежината само на таблетот изнесува 635 грами. Може да се гледа од секој агол. Исто така ова е LED екран, како што може и да видите. Изгледа како обичен пано, но иновативното од страна на Asus е тоа што кога ќе се поврзе со док станицата може да се користи како лаптоп. Според мене, ова би било најмногу и најактуелно и најкористено од страна на тинејџерите, професорите, студентите, затоа што е навистина мало и компатибилно, може да се носи насекаде. Навистина вреди за цената. Значи, да кажам, заборавив само да кажам дека екранот има резолуција 1280 со 800 пиксели, исто така дека има 1 гига DDR3L RAM меморија вградена. Тоа е се, дечки, како што кажав и на почетокот, може да го најдете во сите продавници на AMC низ цела Македонија. Се гледаме во наредното видео. Чао!